Владата ги донесе предложените сет мерки за пченицата. Со првата се зголемува минимумот на пријавени површини за добивање 100% од програмираната субвенција за полјоделски култури, вклучително и за пченицата. Со оваа измена ќе бидат опфатени земјоделците со средна големина. Односно, ако досега субвенција од 100% добивале оние кои што имале пријавено 0,3 до 10 хектари, за оваа категорија на земјоделци го зголемуваме минимумот на пријавени хектари за субвенција. Односно, 100% субвенција ќе добијат сите кои што имаат пријавено површини од 0,3 хектари до 20 хектари. Втората измена со програмата и уредбата која што веќе е усвоена е за фирмите кои што имаат поголеми површини со полјоделски култури, вклучително и пченица. Зголемена субвенција или наместо 10% со измените, овие фирми кои што имаат пријавени површини над 100 хектари ќе добиваат 20% субвенција. Односно, ако со 10% субвенција добивале 1200 денари по хектар, со новата мерка, односно со измените во програмата за оваа година, ќе добијат дупло 2400 денари субвенција по хектар. Со третата мерка, секој откупувач на пченица запишан во регистарот на откупувачи кој што ќе откупи домашна пченица од реколтата 2018 најдоцна до 15 септември. За истата исплатата ќе ја изврши најдоцна до 15 декември 2018. Ќе добие субвенција од 1 денар за килограм откупена пченица. Корисници на оваа мерка се откупувачи на пченица запишани во регистарот на откупувачи кои извршиле откуп на пченица од род 2018 година во предвидениот рок од домашно производство врз основа на договор за откуп. На овој начин ќе се придонесе за зголемување на откупот исто така на домашната македонска пченица, како и за постигнување повисока откупна цена. Целиот пакет на овие мерки со сите пресметки кои што се направени чинат над 4 милиони евра. Од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство информираат дека во тек е јавниот оглас за набавка на 13.000 тони домашна пченица за потребите на стоковите резерви, кој што трае до 15 август. На јавниот оглас за прв пат се дозволени и помали лотови со цели земјоделците да можат директно да продадат пченица на стокови резерви. Има 10 лота од по 100 тони и 3 лота од по 4000 тони пченица.